Почитувани граѓани на Кичево, драго ми е што вечерва иницијативниот одбор за формирање на граѓанската опција за Македонија е овде меѓу вас. Јас се чувствувам близок до вас и драго ми е што сум меѓу стари пријатели и во град кој што навистина го респектирам и по природата на активностите на моето политичко делување кое што сум го имал, често пати сум навраќал во Кичево и за мене тој бил еден град каде што и е еден град каде што граѓаните навистина живо ги интересира што тоа се случува на политичката сцена во Македонија и имам чувство дека овие граѓани овде сакаат активен политички живот. Ние не можеме натаму да живееме во овој биполарен политички свет. Ние не можеме понатаму да живееме во вакви тешки конфронтации меѓу владеачката и главната опозициона партија. Сакаме да се потрудиме да понудиме нов концепт. Ајде да пробаме да ги изменуваме работите, да пробаме да нудиме нов концепт, да пробаме соарно да се разбираме, да пробаме да укажеме што можеме, каде владеачката партија греши, да се потрудиме нешто да коригираме, нешто и да подзапреме, но да престанеме со конфронтациите и искрен да бидам, жал ми е што сум бил и дел од тие длабоки конфронтации. Гром се појавува зашто сака да понуди нов концепт. Концепт на политичка толеранција, концепт на подигање на нивото на политичката култура, концепт на спротивставување на идеи и визии за развој на Република Македонија, за решавање на клучните прашања, сиромаштијата, невработеност, животниот стандард, политичката стабилност, политичката безбедност на оваа држава, влезот во НАТО и така натаму. Тоа се најкрупните прашања за кои што граѓаните на Република Македонија и текако се заинтересирани да бидат решени. Овој народ, овие граѓани се желни за соживот. Не сакаат поделби, сакаат заеднички да живееме. Зашто секоја солза е иста. Не се разликуваат по боја солзите или по вкус или по било што, дали се тоа солзи од мајка албанка или македонка или ромка или турчинка и така натаму. Сите солзи се исти. Тоа значи сите имаме исти маки и исти потреби. Сите не тишти истиот проблем: сиромаштијата, невработеноста, перспективите, стабилноста на оваа држава. Гром се залага за јакнење на јавното здравство. Ние сме да се почитува уставот, сите собствености да бидат исти и да имаат исти третман. Но ние сме сведоци дека во оваа држава се фаворизира приватното здравство и дека сакајки или не сакајки направивме веќе силни приватни болници, приватни клиники, а што станува со обичниот граѓанин, со народот, каде тој ќе се лечи. Гром се залага да се почитуваат луѓето што се нашле во зона на ризик, во зона на социјален ризик, луѓето кои што не се способни за работа, кои што не можат да создаваат за своето семејство, да се обезбедуваат повеќе материјални средства за тие наши граѓани, да водиме сметка за оние што не можат да се вклучат во процесите на работа и во сите животни текови. Во исто време, Гром се залага за современо образование. Ние сме за дисперзија на студиите, но не сме да се спушти нивото на образовниот систем во Република Македонија. Не сме да падне квалитетот. Наша цел и наша доктрина во водење на партијата е да ја водат партијата најспособните луѓе. Да ја водат луѓето кои што значат нешто во своите средини. Далеко од тоа тие што се понеспособни дека треба ќе ги елиминираме или ќе ги нема. Напротив, за сите сакаме да создадеме услови и за тие луѓе токму да се избориме, да влеземе во власта, за да можеме да отвориме перспективи за младите луѓе, но во исто време да отвориме перспективи за многу луѓе кои што можат да се реализираат себе си на одредени функции, да се докажат себе, во исто време со работен ангажман на многу наши сопартици, пријатели, граѓани и така натаму. Ова партија ја формираме, почитувани пријатели, не за мене. Јас имам власт. Јас сум на власт во Карпаш. Имам зад себе престижна општина, убава општина, граѓаните ме почитуваат и јас нив. Постигнавме извонреден резултат кој што уште повеќе создава обврски
кај мене, значи јас сум политички реализирана личност, познат и популарен во државата. Ова на ваков пат се одлучивме за вас. За сите оние кои што ни дававте скриена и отворена некој поддршка за време на изборите, но и за сите оние кои што досега не биле политички ангажирани, кои што активно не учествувале во политичкиот живот, за сите оние што се разочарани одредени политички партии и политички структури, ние сакаме да понудиме еден мост, еден политички мост кој што ќе не однесе до органите на власта во Република Македонија. Јас сум длабоко свесен дека мојата звезда сега сјае, таа ви ја ставам на располагање на сите вас, да се потрудиме максимално, да привлечеме што е можно повеќе истомисленици, повеќе граѓани, кои добри луѓе, кои што сакат да ни се приклучат, без разлика што тие ќе бидат од различни политички опции. Уште еднаш ве повикувам, сите оние што сакаат да победуваат на избори, да ни се приклучат, оние што сакаат да губат на избори, има други политички партии, други политички опции, кои што во секој може да си остане, да се седи и да чека милост од Господ. Ние таква милост не чекаме, ние сакаме судбината да се не освои. Да сте ни живи и здрави и ви поздравувам.